Послание на апостол Павле до Римјаните, 13 глава. Секоја душа да им се подчинува на предпоставените власти, зашто нема власт што не е дадена од Бога и оние што ги има се одредени од Бога. Зашто оној што се противи на власта, тој се противи на Божјата наредба. А оние што се противат ќе паднат под осуда. Зашто началниците не се страшни за добрите дела, туку за лошите. Сакаш ли пак да не се плашиш од власта, тогаш прави добри дела, па ќе добиеш и пофалба од неа. Зашто таа е служител Божји, за твое добро. Ако пак правиш зло, тогаш страхувај, бидејќи таа не носи залудно оружје. Таа е служител Божји и со гнев се одмаздува на оној што прави зло. Затоа е нужно да се покорувате и тоа не само поради страв, туку и поради совеста своја. Затоа и данок плаќајте, зашто тие се Божји службеници и со тоа постојано се занимаваат. И така, дајте секому што сте му должни. Кому сте му должни данок, нека му се даде данок. Кому царина, царина. Кому страхопочит, страхопочит. Кому чест, чест. И не должете никому ништо, освен да се сакат еден со друг. Зашто оној што го љуби ближниот, го исполнува законот. Бидејќи заповедите, не прави прелюба, не убивај, не кради, не сведочи лажно, не барај туѓо. И секоја друга заповед се содржат во овие зборови. Љуби го ближниот како самиот себе си. Љубовта не му прави зло на ближниот, и така љубовта е исполнување на законот. И тоа правете го, знаејќи го ова време. Веќе дојде часот да се разбудите од сонот, зашто спасението е сега поблиску до нас отколку кога поверувавме. Ноќта одминува, а денот се приближи. Да ги отфрлиме пак сите дела на мракот и да се облечеме во оружјето на светлината. Да живееме пристојно како дење, не во срамни гоштевки и пијанства, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирка и завист. Туку, облечете се во Господ Исус Христос и грижата за телото не претворајте ја во страсти.